Несака Иванов, тоа е работа што Иванов Несака. Он си има, да кажеме, правни модалитети, еден правен модалитет е нормално оно што е веќе докажано во светската наука. Тоа е, значи, исто како 47 година кога беше блокиран Совет за безбедност, Генералното собрание прашува дали услови за ова држава членка се во согласност со повелбата на Обединетите нации, со член 4 од повелбата на Обединетите нации, бидејќи 7 држави биле блокирани, било од страна на Америка или од страна на Русија. И сега за Португалија конкретно беше кажано дека тоа што Русија нема дипломатски односи со Португалија не е пречка, и ако некој не го признава, не знам, под овој или оној изговор, тоа не е пречка некој да се зачленува во Обединетите нации и не сме таа земја да биде зачленета по дополнителни услови. Ние сме добивме 2 дополнителни услови при приемот. Тоа е да носиме една референца и да другиот услов е да преговараме со таа држава за постојаното име. Значи тие 2 услови треба да почне да приемат, не се легални, тоа се дополнителни услови. Такви услови не сме да се послуват, за нив не сме согласа и во таа смисла ние треба да поговараме со одавно мисли преку Генералното собрание до Обединетите нации, кога ќе се добие тоа со одговор од нив, потоа Генералното собрание веќе не сме нелегалната референца да ја користи. Ќе мора да воведе уставното име Република Македонија, значи оно име со кое се аплицирало во Обединетите нации. И тоа е цела таа приказка. Добро, вие имате разговарано со председателот Ѓорѓе Иванов во последниве неколку месеци? Да, имам и разговарано, Несака не може, не е спремен. Тој сака да се извлече до уште 3-4 месеци да не прави ништо. Просто сакат само да се извлече да ова не му удри импичмент. Заедно, да не му направи импичмент. Сака да помине така, утре да не мора да бега како Груевски за Унгарија или за Русија и така. Во некоја друга земја да се сокрие ако оди кривична пријава со импичмент. Значи просто се работи за тоа да човек исплашен, не може и не сака. Јас во септември му кажав, оди тамо во Генерално собрание, направи една предлог резолуција преку Генерално собрание, ова земја да продолжи членството под Република Македонија. Па ништо тоа не направи. И сега можеме да зборуваме приказки, да правиме забава за народ, меѓутоа всушност оние задачи, оние должности кои требаше да ги изврши Иванов не ги направи. А овие други сите поред, Заев, Шекеринска, сите поред се предавници. И сега ние не може ништо паметно и добро да очекуваме во целата таа работа. Така. А према меѓународното право, дали некој друг има можност да поднесе едно такво барање, она што му е должност по уставот на председател на државата? Тоа многу тешко оди, затоа што, мислам, кога купуваш кука или стан, мора адвокатот да го огласиш. Сега тој мора да му даде дозвола на Русија такво нешто во негово име да направи. Значи, јас не може сега да одим да примам, се зове една крштеница во општина, ако сестра ми не ме овластила за тоа да земем за неа крштеница. Можем само за себе да земем документи, може за некој друг да земем. Значи, тука се работи за тоа да он, ако веќе не може, не знае, не сака тоа да прави, еве, Русија му понуди ние русите да покренат акција во Обединетите нации. Меѓутоа не им дават дозволено ниту на Русија. И сега што јас тука можам да кажам? Тоа е исто како некој болен на смрт, и сега доктора му вика, слушај, каже, ти ако сакаш да преживееш, овакви лекарства треба да пиеш. И сега болесникот вика, не гајле, не пием лекарства и што можеш да шекуваш пациентот да умре. Вие исто така имате поттикнато една петиција. Ние ја подпишаме таа петиција и секој кој што го знаеме и преку етерот му кажуваме да подпиши. Која беше целта? Која е целта? Па таа петиција, мислим, е всушност насочена не на Обединетите нации, туку на овие наши политичари да знаат дека има 2 модалитета. Првиот модалитет, повикувајќи се на тоа судското мислење 1948 година е директно, значи, барање од Генералното собрание пред резолуција. Значи, тоа е одлука на Обединетите нации, на ова земја што има до сега членува како БРМ, да настави своето членство како Република Македонија. Значи, тоа е директен приод, тоа е политички приод. Правниот приод е оној, значи, што има меѓучекор, тоа е прво, значи, да одиме по оно школско, како пише во учебници. Да одиме, значи, прво Генерално собрание, значи, се сомнева дека има дополнителни услови. Ако има тоа сомневање, треба да се постави прашање до Меѓународниот суд за правда дали тие услови се дополнителни во однос на Македонија. По добивање одговор од судот, тоа судско мислење кое ќе се каже како кој е референцата и преговорите се, значи, нелегални, се прави, значи, тој чекор да се прифати тоа судското мислење. Секој пат судските мислења од Генерално собрание што се поставени, потоа кога се добивало тие судските правни мислења, се прифаќајни. Во истата резолуција во која се прифаќа судското мислење,
дека во македонскиот случај постојат нелегалните услови за прием, се става да кажеме и одлука со која ова земја продолжува членството под оно име под кое аплицира, значи под Република Македонија. Значи тоа е таа постапка. Значи има правна постапка, тоа е ова последната, и има директен политички приод Генералното собрание да продолжи членството на ова земја која членувала како е БРМ со уставното име Република Македонија. Значи да продолжи членството во Обединетите нации. Иначе поинаков начин, само со резолуција на Обединетите нации тој проблем може да се реши. Ако нема резолуција, тој проблем не може да се реши. Со резолуција настанало БРМ, со резолуција настанала таа обврска да не е преговарана. Додека не се направи нова резолуција, се ќе се вртиме во круг. А со договорот овој проблем не може да се реши. Значи тоа многу пати јас има кажам. Господин Јанев, дали има некој излез од оваа ситуација за да не помине овој договор, за да не се изгласаат овие уставни промени? Дали може тука да се делува нешто во Македонија, до нашите политичари? Која е таа сила што може да ги возврати владачката партија за да не оди докрај со она сценарио кој што го започнала? Па единствено Иванов да им прави обструкции, сега да праќа разни писма до Совет за безбедност, да овластува Русија, да бара признавање 20 земји со кои немаме дипломатски односи под уставно име. Со такви чекори он ќе направи една голема конфузија во Грција. Потоа таа конфузија ќе се пренесе и кај нас. Во Македонија Грците ќе бара одговор на цела таа, да кажеме, ујдурба, цела таа операција, ќе бара дополнителни амандман за јазикот. Потоа ќе се попишмани Заев и со тоа на крај може да и очекуваме дека нема да извлече 80 пратеници. Ево тоа е работа. Значи нема друг тука некои чврсти правни механизми, но има правен механизам и кој е поврзан со политички инает, да се политички делува така да Иванов ги спровоцира грците да направат тие избрзани чекори и потоа самиот Заев да види дека цела работа не пие вода. Значи не може само чисто со правни механизми, туку мора да има едно политичко делување. Сега на пример, прв чекор кој треба да направи да побарат 20 земји да не признаат, што немаме да сега дипломатски односи, значи да не признаат, да воспоставиме дипломатски односи. Нормално барање. Со овие земји 20 немаме до сега дипломатски односи. Јас барам да воспоставиме дипломатски односи и праќа таа писмо на 20 земји со кои немаме дипломатски односи. Нормално, дури да не каже во писмото под уставно име, се подразбира ако ти си председател на Република Македонија се подпишуваш, тоа е воспоставено со тебе под уставно име. И чека сега реакција од Грција. Грција како ќе збесне, ќе бара гаранции и ќе бара дополнителен анекс, протокол на Преспанската спогодба. Овој нема да може да испослува тако нешто, ќе падне во грчкиот парламент. А ако од друга страна оде тамо и се избрука и потпише се живо, тогаш ќе падне во македонскиот парламент. А најверојатно нема ни да стигне да оди тамо да испотпишува тоа што треба да испотпишува тој дополнителен протокол за јазикот, дополнителен анекс на ова Преспанската спогодба и цела работа ќе оди у першум. Вие сте на мислење дека председателот Иванов не сака да го преземе тој чекор само од причина што му завршува сега мандатот и сака да го заврши својот мандат на начин кој што нема да биде влечкан по судовите. Тоа е можеби единствената причина која што Иванов не сака да го преземе тој чекор кој што е негово уставно право да го направи тоа како татко на нацијата заштити. Приватни граѓани не може ништо да направиме. Единствено особа што може нешто да направи Иванов. Иванов не сака, мисли дека ќе оди у затвор. Оти он после импичментот мисли ќе му удрати кривична пријава и по кривична пријава ќе се заврши у затвор. И сега да не мора да бега кај мене во Србија, јас да го кријам или да го после тога носиме у Унгарија или не знам каде, во Русија, он не сака просто ништо да прави. Проблем во Иванов. Толку сум разочаран од Заев, толку сум и до Иванов. Само Иванов во споредба со овој Заев има некои информации, мислам, знае што треба да прави. И тоа цела работа е во тоа што Иванов не врши своја должност. А ако господинот Ѓорѓе Иванов не го потпише и да ги изгласаат уставните промени во собранието и ако тој одбие да ги потпише, на кој начин Заев мисли да го спроведе? Кои се вашите информации? Според мои информации не сака овој да го потпише, овој како се зове Заев следниот ден ќе му направи импичмент, импичмент е веќе напиша. Сега прашање во кој момент да го активира, не е тоа дека не е напиша. Иванов си знае дека е овој импичмент за него напишан и затоа молчи. Од тој момент ќе каже јас ова работа не потпишувам. Јас амандмани овој промена устав не потпишувам. Следниот ден овој ќе му удри импичмент,
za kratok rok, ne znam koliko tamo, mesec dana dok stigne u grčki parlament, ovi će ga impičirati i krivična prijava mu ima napravljeno javno obviniteljstvo. To ne je tajna, mislim. I potom, ako je go sinat Ivanov, Talat Džaferi kako zamjenik na Ivanov, pošto je to je predsedatelj na parlament, kad potpiše ono što trebaše sve Ivanov da potpiše i za jazikot, i za tiranska platforma za jazikot, sve živo što ne potpiše, ali Ivanov dosega sve potpiše Talat Džaferi. I tako ovdje, posle toga je odat čisti racevo Grcije, ki kažat nije naše delo završeno. Потврда на ова што говорите е изјавата на Радмила Шетеринска пред некој ден, која што кажа дека ние имаме 80 пратеници, ако сакаме да му поднесеме импичмент на председател, можеме. Можеби тоа беше едно заплашување до Иванов да седи настрана за сето тоа. Да седи настрана, да, тој е исплашен и затоа што е исплашен од тие импичменти и тие работи, но тој не може да се излечи, пошто на крај ќе го стават они пред свршен чин мора да потпишеш ова промена на устав. Овие амандмани мора да ги потпишеш. I ovaj ki kaže ne sekam, ne možem i gotovo. Kako što sekoj pravi, znači on sušnost ima pasivnu uloga, samo vika ne sekam i to ne potpišu. Koga ki kaže ne potpišu, oni ki zemati, ki mu napraviti impeachment, ki go smena što pobrzo je to možno. I po smenovanju odmah je stava Talat Džaferi namjesto njega da stavi potpis na site mjesta kaj što treba i da završa ta rabota, za da može da se pofalat pred Grcite i pred Nimic, дека работа во Македонија завршила, сега потоа се до Грците. Грците на крај нема ни да потпишат, нема да ратификуваат затоа што ови кога еднаш си го сменил уставот, а назад нема затоа што имаат шиптарите она брана кошица за назад. Оти они нема да гласат, нема да направат 80 гласа, за назад нема гаранција. Тоа ќе испадне како во време на споговор од 95 година, само една страна потпишала и ратификувала, друга страна не е ратификувала и нема никаква обврска. И сега ќе испадне како се зове дека ние променивме устав за ништо. Ќе го смениме уставот. А на назад, ако се обидиме назад да го вратиме тоа што каже undue changes, нема undue затоа што како се зове таму не чека Балинтерово мнозинство, тоа е наша национална работа, се одека не помине двојно мнозинство и во собраника и нас како малцинство, тогаш нема да се врати устав назад. Значи, ние нема да стигнеме ниту во НАТО, ниту во Европска унија, ништо. Околу сета ова работа голема прашна се крева и се зборува дека друг ни е крив. Соединетите американски држави го направиле ова сценарио преку Бејли. Меѓутоа, пред некој ден прочитав една ваша изјава, каде што вие рековте дека не треба да бараме кривицата во Соединетите американски држави, туку кај нашите политичари. Да. Па јас би бил среќен да сум открил нешто. Јас сум тоа бавил 2001-2002, сите тие 30-40 луѓе одев таму да ги да кажем испрашувам што било, како било, се таму во Обединетите нации. Сум добил информација што јас сум после заклучил дека всушност американците ниту било која земја, тие имале грците некој шпионче во секретаријат на Обединетите нации, таму во кабинет на генерален секретар. И тоа, тие еден, двајца, цела работа завршила, американци дури не знаеле. На крај додав до заклучок. Јас би бил среќен дека е тоа така. Јас во тој момент се надевав сега некоја важна работа кај меѓутоа ниту Америка, ниту Ција, ниту било кој стоеше. Се живи глупости што можела да направил Кило Григоров со негова група таму, Фршковски, Малески и остала компанија. Значи, не беше тоа така како што сега велат Америка со години ни прави. Потоа кога виде американци дека цела работа е една голем срам за Обединетите нации, што така една земја примали без име во Обединетите нации, после тоа каже, еве сега се појавил Заев, сега ќе го натереме да опереме Обединетите нации од таа срамота. Тој резил, тој голем резил, некој си примил во Обединетите нации како сега сака да поминем граница без пасош. Значи тоа е мислим една невозможна ситуација. Сега, например, се појавил еден таков предавник како Заев, го подплати и не знам што му направија и го обеќао Европска унија и НАТО и овој како се зове си подпиша. Ево тоа е работа. Дали може би амбасадорот Бејли без знаење на Америка во улога на други земји, на Ција, ги има направено ова сценарио кој што сега Заев го спроведува? Јас не сум бил потоа активен таму во Македонија, не знам што се случувало, меѓутоа они кога осетиле дека дошле на слабо, дека се појавил слаб политичар, дека и тука сега може да прават сите можни експерименти. Тоа беше за нив Елдорадо да направат уште нешто, ајде сега овој Бејли лично да се, да кажеме, промовира со тоа што решил еден проблем. За американци тоа е решениот проблем. Испанска. Сега од цела таа приказка која вика треба да биде доделена Нобелова награда на Ципрас и не знам шо, се појавил тој и каже, не е прав, каже, оној што решил
Nikola Dimitrov, туку Бели. Сега тој Бели сака да на некој начин се покаже пред своите и онда им објасна дека овде има некоја недемократска влада, тие се националисти, фашисти, вакви и онакви, а овие другите се демократи, проамерикански, вакви и онакви и сега ајде да им помогнеме да го решат проблемот. И всушност САД добил некомплетни информации. И врз база на тие некомплетни информации, а никој никогаш не кажал работите не се такви какви што се. Сега ова власт многу е по-недемократска, не може ниту во еден медиум ништо да искочи. Така да, тука они беа всушност изманипулирани од Шекеринска и затоа тие работи помина така како што помина, дипломатија целосно беше неорганизирана и кога виделе една слабичка држава на која се е едно дали ќе биде има северна или ќе има горња, ови кажа ајде да завршиме и таа работа да ги пикнеме во НАТО. И од тоа се цела работа на крај веројатно ништо нема да испадне. Меѓутоа самата Америка, а самиот Бели мислим сакаше себе да направи една кариера и лично за свој личен интерес направи цела таа работа според мој мисли. Меѓутоа американците се согласија и тоа е факт. Со согласие пошто така и Бели ги убедил дека тоа е добро и за Македонија и за Грција и за регион. Да. И сега кој е тука крив, кој не е крив, меѓутоа Бели имаше понагласена, да кажеме тука улога, затоа што тој беше всушност информиран и насъскан од Радмила Шекеринска. Да. И тука е такви ликови на крај издействувале да мисли сега и тој Бели дека направи некој голем работа, а овие сите што мислат поинаку се некакви фашисти и не знам какви ликови од Белград или од Србија, од Русија кои сакаат поинаку. Токму така, вие точно ја погодивте целта. Го најдоа Зоран Заев, политичар кој што за слава би направил све, го зедоа тамо на обука неколку недели или месец дена колку беше во Соединетите Американски држави и го вратија назад овде поткован со точни информации, со се она што му е наредено да го прави и тој го турка до крај. Ама тој така си похвали, јас сум каже ваш човек, јас работам за вас, сите оние други се руски шпијуни, КГБ и така натаму. Всушност тоа нив ги обработил, не ги обработил. Пошто он сакаше да се по секоја цена да остане на власт. И сега сакаше на некој начин да биде најсервилен на американци. Јас сум ваш човек и така натаму. И сега всушност они не можеле да направат проценка каква будала е овој. И всушност он нив ги излажал, а не они него. Не требаше Заев, како се зове, како роден предавник, лажго и така натаму, не му требаше голема припрема за такво нешто. Тој всушност нив ги обработила, не е вајс верза што. Значи, тока се работи за тоа дека човекот само од лични причини и така дале ги направи сите овие предоста, а овој видели меко кај еден политичар што порано не можело да најдат во Македонија и сега овој каже со овој најлесно се обработил. Тој обеќе дека нема да биде тоа ерга омнес и тоа беше со 25 години да кажеме една граница. Тој си премина таа граница, ги излажа сите поред, ги убеди американците, на крај излажа и целиот народ и сега имаме тоа што имаме. Значи тука не може човек да обвини американци за такво нешто. Не знам на кој начин тоа може да се симне од власт. Сега тоа е веќе една работа што каја многу тешко може да се справат. Да. Ова може да се симне од власта само во случај преспанската спогодба да падне. Ако падне, не после уште 2-3 месеци ќе падне од власт. Так. Значи останува она вашата идеја да се изврши притисок на сите можни начини врз председателот Ѓорѓе Иванов да поднеси барање до оние 18-20 земји кои што се уште не воспоставено дипломатски односи со нас и од 130 да се направат 160 земји кои што воспоставиле дипломатски односи, односно кои што не имале признато под она име. Со тоа можеби нема се направи голема промена, меѓутоа ќе се направи, како што рековте, една голема забуна, не само во Македонија, него и во грчкиот парламент ќе има потешкоти за да се ратификува овој договор. Да, а може би ќе барат они дополнителни услови, дополнителни анекс преспанската спогодба да се прошири со како се зове амандман за јазикот кај што нема да биде македонски, ќе биде северно македонски. И тука веќе можеби ќе падне во македонскиот парламент. А иначе најдобра работа што може Иванов да направи тоа е да пратено барање кој што јас сум го напишал таму на петиција, не е џабе ставено на петиција. Тоа барање каже дека ние како се зове како членка повикувајќи се на судското мислење од 1948 година, кој е прифатено со резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации како толкување што е ретирот повелбата. Значи, тука веќе се произнесе Генералното собрание, се произнесе и Меѓународниот суд, повикувајќи се веќе тука кај што имаме рез джудиката пресудна работа, да врз база на тие основи
Генерално собрание прифати, koje воведе всушност референцата, да прифати да продолжи членството не под БРМ, под Република Македонија. Значи, во тоа. И тоа барање овој да го прати до генералниот секретар, до председавачот на Генералното собрание на Обединетите нации и со тоа да се направи обид Генерално собрание да воведе Република Македонија во Обединетите нации. Ако се воведе Република Македонија, веќе нема преговори, веќе нема ништо. Сите тие преспански работи паѓаат. Тоа е исти момент паѓа, значи. И проблемот е решен. Оној момент кој Генерално собрание ќе донесе резолуција со која ова држава продолжува членство како Република Македонија, целиот проблем е затворен. И ние победивме тогаш. Так. Нема референца. Зашто ние преговараме? Затоа што на нас не стои референца. И се додека не се договориме, ќе стои референца. Значи таа референца треба да се анулира, а тоа може само Генерално собрание на Обединетите нации кој донесе референца. Оној што направи референца и оној што како се зовете заведел таму, што одлучи да влезеш во Обединетите нации на препорука на Советот за безбедност. На Советот за безбедност има ова препорука. Меѓутоа одлука да влезе во Обединетите нации на тој орган, на Генерално собрание. Тој орган што донел одлука да влеземе под БРМ во Обединетите нации има право да донесе одлука ова земја на ставало членство под Република Македонија. И тоа се прави со простото мнозинство во Обединетите нации. Сега, например, таму ако има 100 земји, ако 51 земја гласа на наша страна, ние ќе продолжиме членството како Република Македонија. Сега овој не сака врска со Русија, ама Русија држи 30 земји. Русија сама може да со уште 20 земји што ќе ги добиеме од невозаниот свет, а не сме признати веќе од 138-9 земји, 140 земји. Сега, например, ако сме признати и уште тие од 18 земји, ќе има преку 150 земји на наша страна. И ќе имаме косовски сценарij, значи, косоварите не може да собере 110 земји, а ние може да собереме за наша, ама тие имаат двотретинско мнозинство услов. Так. А ние немаме услов двотретинско мнозинство, пошто ние не се зачнуваме, ние продолжуваме членство. Значи, ако има 100 земји, 51 земја треба да гласа на наша страна, русите може да повлечат тие 30 земји на наша страна. И уште ние да собереме тие од тие 150 што не признаме, уште 30 да собереме и готово ќе завршиме работа. Так. Која е разликата помеѓу препорака и одлука? Па препорака, како се зове, ова само препорачал на Генералното собрание 93 година, значи да ова земја биде примена под бивша Југословенска република во Обединетите нации. Меѓутоа, конечна одлука е донесена од Генералното собрание, не од 818 резолуција. Таа е препорака до Генералното. Од Генералното собрание можеше да речи поинаку. Примаме ова земја, но не прифаќаме да биде примена под БРМ. Прифаќаме само да биде примена под уставни под која аплицирала, значи под Република Македонија. Значи можеше она деломно да прифати, деломно да отвори таа препорака на Совет за безбедност и да биде земја примена под Република Македонија. Значи во тоа е работа. Так. А он треба да прати предлог одлука и за таа одлука да се гласа. Меѓутоа Иванов тоа не го прави. И тоа јас го молим веќе 10 години, не молим од септември месец, јас го молам тоа од 2010 година. Јас секоја година му викам во јун месец, кога е време таму да се става точки на дневен ред, оди каже господине председателе, стави каже предлог резолуција се гласа за неа во Обединетите нации, со која веќе нема да бидеме ПРМ, ќе бидеме Република Македонија. Ќе продолжиме членство под Република Македонија. Нема да има веќе референца, нема да имаш обврска да преговараш, разговараш со Грција. Овој очи и каже, ама јас не знам што би направил премиер. Оставиме ти премиер, тој и така ќе ти направи импичмент и ништо и само да седиш тука на ова маса ќе ти направи импичмент кога ќе дојдат амандмани на подпишување. Да. Овој сака да не оди во затвор. Оти кога ќе заврши цела работа има уште нешто што не кажува Заев. Заев не кажува уште една обврска тоа има. Кога ќе заврши и во македонскиот и во грчкиот парламент. Единствено тој има обврска да информира генералниот секретар, но и сите други земји, 192 земји членки на Обединетите нации. Значи со исклучок Македонија и Грција. Дека ова земја веќе не се вика Република Македонија, него Република Северна Македонија. За таа работа тој. Значи сите тие 140-150 земји треба сега да се премислат и сега ќе ви кажат ние ве признавме, а овие се премислиле. Значи ќе изложи како се зове на меѓународна бламажа ова земја. За таа работа Заев не зборува. И после тоа, например, ако ово е маж, треба да напише писмо, друго писмо, не е точно, се беше погрешно според нашиот устав и според меѓународно право, ова земја натаму е Република Македонија. За тоа се работи, што имаме преданици дома, кукавици, неспособни, за тоа се работи. Так. И тоа е. Треба да има поддршка. Моментално поддршката од македонецот изостанува затоа што е исплашен со притвори, со затвори,
многу тешко овде сите работи. Многу тешко да сите работи, јас им дадов решение во таа петиција, има и тоа е значи и политичка резолуција со која директно се продолжува членството, има и правна резолуција со која прво се бара мислење од судот, па после кога ќе се добие мислење од судот се продолжува под уставното име. А се во и двете варијанти државното име, значи Република Македонија продолжува Обединетите нации со одлука на Генералното собрание. Значи тоа е таа работа и затоа јас барав Оте Иванов кажа вакви работи да не ставам нигде. Ова било државна тајна. Пошто ти не сакаш ништо да работиш, јас ставам петиција да народ види дека има решение. Вака зборува заем немало друго решение се да направи спогодба со Грција. И сега, на пример, ако некој од нив ми каже овие две работи за државна тајна, еве како се зове од февруари месец седи таа државна тајна таму на како се зове и потпишува народ. Так. На петиција. Не може да биде државна тајна кога постои во меѓународното право. Како може да биде државна тајна? Тој не каже дека заем не каже дека постои решение преку продолжување членство во Обединетите нации. Тој заем вика нема друго решение освен ние македонци да направиме спогодба со Грција. А се знае ако направиш спогодба со Грција, тој ти брише се македонско. Значи нема решение преку спогодба. Ама овој постојано вика не функционира најгор јавно решение, ќе не сопротив од Обединетите нации и така натаму. Значи постојано лаже. А овој другиот не сака да каже да резолуција 817 е нелегална, резолуција со која се приме Генерално собрание е парцијално нелегална, треба да се поправи, да се исправи со продолжување членството, и фикус молчи. И затоа што еден молчи, а други активно зборува дека јас не сум управо, затоа јас и ставив тоа петиција да им каже има решение, народе има решение. Значи, не подпишувајте, не сме да се подпише, не сме да се ратификува спогодбата. И сега, кој сака да разбере, ќе разбере. Кој не може да разбере, тоа е веќе друго. Кој не може да разбере и со Унија да му ставаш во главата, не може да слушни. На наш е да останеме и понатака на линијата да ја промовираме петицијата, што повеќе луѓе да видат да потпишат и да се шири, да знае народот дека постои можност. Значи, се дава решение, мисли, што треба да се прави. А овие викат нема решение и мора така да биде. Мора да се спогодиме со Грција. Јас викам, не е тачно, не мора да се спогодиш со Грција, ова е решение. Решение е не да разговараш и преговараш и да направиш спогодба како тој да ти го смени идентитет, туку да продолжиш со својот идентитет како Република Македонија. Ево тоа е решение. И тоа решение прави Обединетите нации со одлука на Обединетите нации со која си Република Македонија. А македонци се македонци нормално. Меѓутоа, она одлука кога каже ова земја е БРМ, тоа само беше во тоа решение се именува Република Македонија. Оној момент кога ти си Република Македонија, ти веќе си затворил целиот проблем. И си го решил проблем. Значи јас дадов решение, а овие други ако не сакат да прават ништо, тоа е веќе друга работа. Јас од Белград не можам ништо да направам. Добро, ви благодарам многу. Ајде се гледаме, сега се гледаме. Светли празници. Се најдобро. Се најдобро, поздрав. Чао. Поздрав. Чао.